Овде Гама повика на помош неколку арапски пилоти се со цел да стигне до Индија. Експедицијата пристигнала во конзоит на 25.1498 година со кралот на Заморија постигнат договор за трговија како арапските трговци во тоа не се согласувале. Тој од Заморин добил писмена дозвола да смее да отвори трговско представништво во конзоит, но со текот на времето овие недоразбирања се повеќе се зголемуваат. Фернандо Магелан, португалски истражувач кој пловел под шпанското знаме, тој е првиот кој отпловил од Европа до Азија, одејќи на запад, прв европјанин кој го преминал Тихиот океан и прв кој ја водел експедицијата со цел да ја отплови земјината топка. Иако Магелан трагично го изгубил животот на Филипините пред враќањето во обрата, 18-тиот член на неговиот тим се вратиле во Шпанија 1522, отплакувајќи ја земјата. Стапил во служба на Шпанија и ја повел експедицијата од 5 бродови за да го испитал југоисточниот брег на Јужна Америка и открил 520 тенец наречен Магеланов и преку него стигнал до големиот океан кој го нарекол Тихи океан Пацифик, бидејќи во него не доживеал бура како во Атлантскиот океан. Стигнал во 1521 година на Филипинските острови, каде е убиен од островна стрела, а експедицијата го продолжила патот околу светот, кој траел 1522 година. Во Шпанија се вратил само бродот Викторија со 18 луѓе кој бил под водство на Себастаин Дел Кан. Со ова прво патување околу светот очигледно е дека доказано дека земјата има топчест облик. Мегалан ќе стане запамтен по многуте патувања со кои ќе одговори на многу прашања кои дотогаш биле без одговор. На оваа слика можеме да видиме поморскиот индиски пат.